Охрид ќе развива циркуларен туризам. Професорите од факултетот за туризам велат дека станува збор за одговорен туризам, со кој ќе се води повеќе грижа за околината, особено во заштитата на животната средина. Како од страна на угостителите, така и од страна на превозниците се со една идеја да се направи одржлив развој во сите сегменти од туризмот. Овој циркуларен туризам, базирајќи се на циркуларната економија, едноставно во угостителството, значи помалку отпад во храната, помалку користење на техничка вода за оние елементи во хотелот кои што може таа техничка вода да се употреби. Рециклирање на отпадот, односно селектирање на отпадот. Сега зошто реков тие одговорни туристи. Тие кога ќе видат знаци дека сте вие во една таква мрежа, дека вие го селектирате отпадот, вие добивате на квалитет и тој ви дава повисоки оценки. Значи, не само услугата кон него дека е квалитетна, туку тој гледа дека вие долгорочно размислувате каков тој отпечаток остава со неговиот престој тука. Ајде, не е само за хотелството, тука е хотелиерството, тука е транспортот. Оној кој што треба денес да патува до Охрид, од Охрид до Свети Наум, кои ние можности му ги даваме? Потеркот на медитеранските земји, Охрид како туристичка дестинација ќе ја проширува понудата. Проект кој што го офаќа територијата на Медитеранот и затоа во овој проект како партнери покрај грчките лид партнери се и партнери од Бугарија, Црна Гора, Шпанија, Италија, како и придружни партнери дури од афричките земји, што значи дека се работи на пренесување на искуства и знаења за некои активности кои што сепак за нас се понови, би рекол, а токму тоа е и циркуларен туризам. Наскоро треба да излезе и првата верзија за акциониот план за циркуларен туризам, од кој ќе се црпат искуства, примери и пракси од поразвиените земји и ќе се применуваат за понатамошен развој на туризмот. Нина Ритоновска, Сител телевизија.